почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Измина точно една година откако најкорумпираниот и најнеспособен министер во историјата на Министерството за внатрешни работи Оливер Спасовски вети расчистување на скандалот со прислушкуваните телефони на јавното обвинителство. На 1 декември минатата година, на спектакуларно најавена пресконференција, Спасовски се обиде да го наклевети ВМРО ДПМН и побара одговори од председателот Мицкоски. Ова е насловот од неговата пресконференција објавена на веб страната на МВР, која гласи: за скандалот со снимањето одговорност ќе има. Ќе се открие кој ја нарачал опремата, кој ја инсталирал и кој ја користел. Ова е извадок од пресконференцијата на Оливер Спасовски, кој што подоцна може да ви го приложам и вас, но можете да го најдете на веб страната на МВР. Од тогаш помина точно една година. Ниту одговорност има, ниту се знае кој ја нарачал опремата, ниту кој ја инсталирал, а уште помалку кој ја користел. Целата пресконференција се сведе на една голема лага. Спасовски ги гледа во очи граѓаните и ги лаже. Исто како и неговиот шеф Зоран Заев. За причините зошто од истрагата и од ветеното расчистување на случајот нема ништо, постојат две претпоставки. Првата е дека се тотално неспособни и свесно лажеле, а втората е дека се инволвирани до гуша и во овој криминал, па го прикриваат свесно. Двете претпоставки личат на Спасовски. Но првата е помалку веројатна, бидејќи во МВР има професионалци кои за неколку дена ќе утврдеа кој ги прислушкувал обвинителите. Доколку тоа не може да се утврди, подобро е целосно да ја распуштиме полицијата. Затоа втората варијанта е поверојатна. Некому му одговара да ги снима и да ги уценува обвинителите. Затоа не се дозволува расчистување на овој случај. Да подсетиме дека токму Спасовски тврдеше дека обвинителите биле цела година слушани и снимани. Што има на тие материјали и кој располага со нив? Дали можеби нелегално стекнатите прислушкувани материјали се причината за несериозното постапување на Јојевски и Рускоска во случаите Рекет, Вирус, Рашковски, крвавите тендери и сите останати криминални афери кои ја тресеа македонската јавност изминативе 3 години, а во кои се вмешани високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз и на власт. Почитувани, Македонија повторно ќе биде правна држава, а наместо криминалот и анархијата, по македонските улици ќе се врати правдата, мирот и безбедноста. Ќе одговараат сите до еден кои учествуваа и прикриваа криминал изминативе години. Ви благодарам. Ако може прашање, значи вчера во полноќ се случила настан во Александар Палац каде имаше и пугање со оружје и така натаму. Како коментирате ова, дали знаете зашто се работи? Видете, од она што беше објавено како информација до граѓаните од Министерството за внатрешни работи, мислам пред половина час, се виде една добро позната фраза на Министерството за внатрешни на Оливер Спасовски, а тоа е дека ќе се работи на разоткривање на сторителите и деталите поврзани со овој случај. И, како и обично, предпоставуваме дека ништо нема ни да се дознае, ниту да се расчисти како и сите останати случаи наназад. Тоа говори за спрегата на Оливер Спасовски и Министерството за внатрешни работи и ставањето директно во функција на Министерството за внатрешни работи, во функција на криминалот и криминалците во нашата земја. Секаде во светот, буквално секаде во светот, во секоја држава има мафија, само овде во Република Македонија мафијата има своја држава. Затоа има еден куп нерасчистени убиства во државата, затоа има криминал на ниво на кое што има, затоа има страф и паника кај граѓаните и така натаму и така натаму. Но нека не очајуваат македонските граѓани. Ние ќе бидеме по формирањето на новата влада вистински партнер на граѓаните, ќе бидеме целосно стајани во функција на граѓаните и ќе бидеме тука за да го зачуваме редот и мирот на нашата држава и нашите граѓани. Генерално, како настан, како го коментирате? Безредие и хаос. Безредие и хаос, како и се останато. Криминалците може слободно, буквално, да земаат правдата во своји раце, слободно, меѓусебно да се расчистуваат и пресметуваат. Може при тоа жртви да има невини граѓани, полицијата, како и обично, спие, односно не постапува на
Тоа не е забелешка кон обичните полицајци, тоа не е забелешка кон оние луѓе кои што се вистински професионалци и честно го заработуваат левот во таа служба, но тоа е забелешка до оние кои што ја водат таа структура. Оние кои што не можат да дадат и не знаат да дадат или пак не сакаат на крајот на денот да дадат насока за постапување по однос на зачувување на безбедноста и мирот на нашите граѓани. Благодарам.